Веќе 62 години извидниците од одредот Димитар Влахов го шират извидништвото, кое есента 1952 година професор Петар Петровски го основа. Целта на формирањето на одредот и тогаш и денес е иста, да придонесува во развојот на младите луѓе, во достигнувањето на нивните потполни физички, интелектуални, општествени и духовни можности. Денеска извидничкиот одред Димитар Влахов може да се пофали со млади извидници кои насекаде достоинствено го шират извидништвото. За во работната 1952-53 година, поточно на 8 септември 1952 година, во болницата Јасеново се одржува првата обука за водачи на патроли, и кои тие таму учат боречки вештини, подигање на шатори, сигнализација, движење под азимут и други работи. И од тогаш па се до денес нашиот одред работи 62 години без престанна работа. Давам честен збор дека ќе ја запознам и сакам својата татковина Република Македонија, дека ќе ја прифатам духовната реалност и ќе го барам нејзиното потполно значење, дека секогаш ќе им помагам на луѓето, дека ќе живеам и работам по извидничките закони. Е заклетвата на одредот Димитар Влахов. Заветот представува најсвечена активност во извидништвото. Секој извидник после 3 месеци учества во извидништвото, дава свечена заклетва или завет. Во целост има 10 извиднички закони и тие се: извидникот е добар другар, извидникот е учтив, извидникот ја цени природата, извидникот е оптимист и така натаму. Во извидништвото постојат неколку категории кои според возраста на членовите се категоризирани во развигори, помлади извидници и извиднички, извидници и извиднички и истражувачи извидници. Во текот на годината сите извидници имаат повеќе активности кои го отсликуваат работењето на одредот. Членството во извидничкиот одред Димитар Влахов од Велес, па и останатите извидници од Република Македонија главно учествуваат на следниве активности. Средби на извидници тие се надпреварувачки карактери и овдека се работат активности од областа на топографија и ориентација во природа. Има школи за обука, се организираат голем број на школи за обука на водачи на патроли, школи за прва помош, мировно образование и неформално образование, школи за топографија и ориентација во природа, како инструкторски школи, и овдека спаѓа обуката на раководниот кадар во одредот. Исто така се организираат и смотри кои што може да бидат од меѓународен и од државен карактер. Во тек е подготовката на 29-тите извиднички средби и регатата Гимиџи, на која секоја година дел од членството на Димитар Влахов зема учество. Покрај овие, планирани се и низ активности од меѓународен карактер. Нашите понатамошни активности пред се, како прва активност ќе ни биде заветот на новите членови, пошто во секоја наредна година ни се зголемува бројот на членови. Значи, како најглавни акции, исто така ќе учествуваме и на регатата Гемиџи, исто така ќе ги организираме и 29-тите средби на извидници. Посебно, значи, што ќе ни представува чест и како мотив исто така да учествуваме и на светското џамбори, значи извиднички надпревар кој ќе се одржи во Јапонија. Исто така имаме планирано и некои активности, значи посета на Кандерштек, интернационалниот извиднички скаутски центар во Швајцарија. Исто така, значи, интернационални средби на извидници во Охрид, значи, каде ќе учествуваат представници од Србија, значи од Ниш, од Сплит, исто така и од Македонија. Значи, воглавно тоа е. Значи, овие активности постојано, значи, ќе се повторуваат, исто така ќе организираме и нови. Значи, целта тука нас ние да представиме државата пошироко, значи да се дознае дека и Македонија има извидници, исто така пред се, значи градот Велес. Активностите на извидниците најчесто се случуваат под отворено небо, во природа. За полесно да се ориентираат, тие користат различни предмети кои секој извидник мора да знае да ги употребува. Главен предмет или при акција, значи, на секој извидник е бусолата. Значи, без бусолата ние воопште не можеме да се ориентираме во, значи, на отворен простор. Бусолата, значи, бусолата МПС-3 се вика така затоа што е модел создаден во 1953 година во Русија. Значи, е уникатна, единствена и нема друга како незе. Значи, е слично нешто како компасот, но служи за многу попрецизна ориентација и одредување на, значи, ориентирање во просторот. Исто така и користиме топографски карти, на кои одредуваме, значи, каде сме позиционирани ние и каде треба, значи, да бидеме позиционирани
каде што ни е дадена задачата во тие надпревари. Мисијата на извидничкиот одред Димитар Влахов е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности, засновани врз извидничките завети и закони, да помогне во изградба на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.